По месеци расте инфлацијата забавува. Иако незначително статистика во јуни измери дефлација од 0,5% во споредба со претходниот месец. Забавува и годишната инфлација. Индексот на трошоците на живот во јуни е за 3,4% повисок отколку пред една година, што покажува дека ценовните притисоци постепено се смируваат. Според Државниот завод за статистика, најголем придонес за месечниот пат на цените има храната, а поевтини се и транспортот, мебелот и рекреацијата. Истовремено, благо поскапеле алкохолот и тутунот, рестораните и хотелите, како и дел од останатите услуги. И додека статистика бележи благо намалување на цените, во собранието продолжува судирот околу ребалансот на буџетот. Опозицијата и денеска тврди дека ребалансот е признанието и првичниот буџет бил нереален, додека власта се брани. Ребалансот обезбедува повеќе пари за капитални инвестиции. Овој ребаланс е своевиден записник за веќе направената штета. Или поилустративно кажано, буџетот се дебеле, економијата слабе. А граѓаните ја влечат преколката на владината неодговорност. Не можеме да кажеме дека ништо не се прави, кога средствата за капиталните инвестиции растат. Не можеме да кажеме дека нема поддршка за граѓаните, кога се обезбедуваат дополнителни средства за здравство, за образование, за социјална заштита, за земјоделците и ред други засегнати страни. Расправата прерасна во судир меѓу пратениците Фатмир Битичи и Благој Бочварски и заменик министерот за финансии Николче Јанкуловски. Наместо за ребалансот, тие полемизираа околу тоа која власт реализирала повеќе капитални проекти, кој повеќе ја задолжил државата, па дури и околу тоа кој од која политичка партија доаѓа. Јас се мислев дека сте ВМРО затоа што така жустро, арогантно настапувате пред сите опозиции. Они ми викаат, не е ВМРО, но не друга партија. Или сте одлучиле да прибегнете во ВМРО, па сега да им се допаднете на нив. И затоа... Подем. Запамтете, подем. Не знам. Кој е тоа? Това е се години коалиција. Подем... Ама што е се ова? Подем е кога сакаш да излезеш од бездната. Значи сега кажува дека ви одговара дека сте во бездната. Со ребалансот, владата ја намалува проекцијата за економскиот раст на 3,5%, ја зголемува очекуваната просечна инфлација на 4,5%, а буџетскиот дефицит го проширува на 4,1% од БДП, но уверува дека дополнителното задолжување ќе биде насочено кон капитални инвестиции, а не кон тековни прашања.